Органодарителство и трансплантација. Ова се теми за кои што ќе зборуваме во продолжение, а значат живот. Утрово велам добро утро за Билјана Кузмановска, национална координаторка за трансплантација, Александра Гавриловска, заменик национален координатор за трансплантација. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Нема да одземам многу време во најавата, бидејќи навистина ова е доста важна тема, подготвивме важни прашања кои што ќе ги адресираме до вас, така да почнуваме веднаш. Професор, ке со вас ќе започнеме. Дали Македонија денеска спасува доволно животи преку трансплантација? Прво да ви заблагодарам на поканата и што се интересирате за оваа тема. Секогаш е добро да се зборува за трансплантација, така ќе ја приближиме до општата популација, а на вашето прашање ќе одговорам секогаш може повеќе. Така. Ова значи секогаш може повеќе, тоа значи дека јавната свест е она на што треба да поработиме. Так, да. Доктор и ние сме Гавриловска... секогаш спремни повеќе да работиме во секое време. Така. Колку повеќе донори има, толку повеќе можеме да работиме и да спасуваме животи. И токму ова гостување за да објасниме малку повеќе и токму на тоа, затоа и некако го тргнав настрана и сакав да дадам значение јавната свест, да, на тоа треба да работиме. Доктор Гавриловска, ајде малку за значењето на самата трансплантација, за самиот момент. Што тоа значи за еден човек? Да навлеземе во суштината на темата што денес ја отвараме. Так. Со години работите со пациенти кои што го чекаат овој момент. Во нивните чувства не можеме да навлеземе, меѓутоа преку нивните очи кога тоа им го соопштувате дека има надеж за нив и слично, да го опишеме тој момент. Како што и самите кажавте, нова надеж, нова шанса за живот. Пошто за жал, колку и да е напредната и медицината и технологијата, сепак постојат одредени состојби, одредени органски оштетувања, каде што медицината е исцрпена и повеќе не може да помогне и за жал кај овие пациенти, единствениот спас е трансплантацијата на орган. Сега трансплантацијата на орган може да биде нели од жив дарител, кога може да се подари бубрек, кога може да се подели дел од органот, како црниот дроб, меѓутоа има и одредени ситуации како срце, кој што нели мора да биде од починат донор, меѓутоа за жал и покрај овие можности за некои пациенти и некои семејства не постои ни таа шанса, односно немаат компатибилност во роднините за да може да им подарат орган. Во тие случаи единствениот спас за овие луѓе е она кога имаме докажување на мозочна смрт, иначе пациент кој што е починат по сите законски, медицински, биолошки критериуми, но од друга страна имаме се уште функционални органи кои што можат да бидат трансплантирани кај овие луѓе кои што се на листите за трансплантација и може да им дадат, како што кажавме, нова надеж, нова шанса за живот. Понатака да живеат нормален живот, да имаат поубав квалитетен живот и да можат да придонесат во секојдневното свое функционирање. Професорке, реалната слика, оно што го живеете секојдневно, за кој што велите дека секогаш може повеќе, ние сме подготвени. Колку луѓе моментално чекаат органи? Директно ќе ве прашам, дали губиме животи чекајќи трансплантација, можност за трансплантација? Неминовно е да се губат животи кога нема доволно трансплантации. Листата на пациенти во Македонија кои што чекаат органи е околу 200. Имаме пациенти кои што чекаат бубрек, срце, црн дроб. Сега нели започнавме и трансплантација на рожница, таа листа брзо ја намалуваме, тоа се така наречени елективни планирани операции, додека другите се нели кадаверични. Колку луѓе би можеле да се спасат и колку луѓе умираат, не може да се спасат оного колку што се на листа, а колку умираат, па гледајќи ги листите и динамиката, не многу и не секогаш смртта е од болеста која што е од заболениот орган кој што чека трансплантација. Меѓутоа една работа е во медицината кога еден орган ќе заболи терминално да му треба трансплантација, неминовно тоа се одразува и на другите органи. Така да пациентот може да почине од сосема друга состојба, но сепак тој пациент бил на листа и не добил шанса за трансплантација. Многу често од докторите сум слушнала во медицината 1-1 и 2. Не се два, да, токму така. И
веројатно вие тоа и знаете што значи во суштина, што сакате да кажете, но ги надминавме границите во тоа колку е возможно и што може да се направи во делот на трансплантацијата тука кај нас. И тоа особено влева надеж. Споменавте сега трансплантација на рожница. Тоа е уште една новина која што влева надеж, а може ли водители да ни објасните кој се може да трансплантира рожница и како се одвива тој зафат? Така, рожница трансплантираат исклучиво офталмолозите, значи докторите кои што се специјалисти за очни болести. Како се одвива, рожниците се ткива извадени од очите, ние ги добиваме од банка, очна банка. Добре. Значи, тие се исто така донација после смртта. После смртта се вадат корниите од очите, се носат во банка, таму се обработуваат по сите серолошки, имунолошки, виролошки принципи и потоа имаат рок на употреба 14 дена од експлантација до трансплантација. Очната банка си дава гаранција за секоја корнеја која што ја извезува и очните доктори ја вршат трансплантацијата. Ние оваа трансплантација ја започнавме минатата година во ноември со експерти од Соединетите Американски држави и применуваме 3 методи, значи не покрај таа класична, велиме, кератопластика, тие, нивната експертиза, овозможи нашите доктори да се едуцираат и уште 2 нови методи, димек и дисек, кои што се навистина многу софистицирани методи, кои што не се работат насекаде, а ние имавме среќа да имаме врвни експерти кои што ќе ги едуцираат нашите доктори. До сега од лани, до лани во ноември и годинава во март, минатата недела, вкупно имаме 25 трансплантации на рожници. Што е и тоа каква респектабилна, да. Ако грешам ќе ме поправите, чинам 1977-6 била направена првата трансплантација во Македонија, така во клинички центар, чинам дека на бубрек. Така беше информацијата. Каде сме денеска? Зошто тогаш можеби помеѓу првите земји во таа поранешна Југославија се има тоа изведено кај нас од врвни професионалци, врвни доктори, но некако како да се задржавме само на врвните професионалци и доктори. Тоа некако сигурно доградуваме, ама кај нас луѓето свеста како да се намалува. Таков е барем впечатокот. Колку тука сите заедно можеме да придонесеме, да погласно се зборува на оваа тема и каде се тука верските заедници? Колку соработувате со нив? Колку тие може да упатат апел до луѓето малку поотворено да зборуваме за ова? Колку тие може да помогнат? Значи, точно како што кажавте, првата трансплантација е направена во 1977 година и е трансплантација на бубрек. Меѓутоа, не е дека од тогаш до денеска сме застанати. Не дека застанати, меѓутоа, мислев трендот, како што оди во другите земји, дали е задоволителен? Јас не констатирав дека сме застанати, меѓутоа, дали сте задоволни од трендот или може подобро ако сите чинители во општеството погласно зборуваат за оваа тема? Мислев на тоа, да не се сватиме погрешно. Апсолутно и многу точно, и што би сакала да потенцираме дека може би единственото што нас не двои од европските земји е само согласностите и свеста на народот дека треба да се донира за да можат да се спасат останати животи. Пошто верувајте, во однос на све останато, ние навистина ги следиме европските трендови, имаме и спремни медицински екипи, кадар. Трансплантацијата е еден од да кажам, законски точно спроведените процеси, каде што нема никаква шанса за било каква мала импровизација, затоа што вие сте тука еден огромен тим кој што треба да функционира како едно, а при тоа и најважниот фактор, односно трката со времето, буквално е нешто што ние мораме да го следиме, затоа што тие органи ние не можеме да ги одржуваме до бесконечност. Значи, тоа е починато лице, каде што веќе немаме циркулација во мозокот на тој човек и тие органи ние со помош на сите помагала наши во медицината можеме да ги одржуваме уште неколку часа. И во тие неколку часа ние мораме да направиме еден навистина покренување, еден процес на машинерија за да може сето тоа да се оствари. И ние тоа токму и го правиме, меѓутоа нели, на крај секогаш волјата на фамилијата на починатото лице е она кое што го има последниот збор,
кој што треба да се согласи или да не се согласи за донирање на органите од својот близок. Да, затоа, се извинувам само да дополнам, затоа и така реков, медицината, професионализмот некако не во нагорна линија, туку во навистина уште по нагорна линија, меѓутоа сакав само да ја прокоментираме нашата свест. Џабе ние колку да имаме врвни професионалци и доктори, ако од друга страна не се менува свеста кај нас, можеме ли да зборуваме сега за некое подобрување околу ова, околу растот на трансплантација и слично, или треба уште да бидеме упорни сите заедно? Сите заедно да бидеме упорни. Значи, навистина е потребна и многу голема помош, да кажем, и од вас, медиумите, да имаме помош од соработка со здруженијата на пациенти, сите ние како медицински професионалци да допринесеме во процесот. Меѓутоа, исто така би рекла дека може би треба една хуманизација на процесот, значи освен медицинскиот кадар и оние луѓе кои што имале позитивно искуство и кои што го виделе благодетот и бенефитот на она да добијат орган, да бидат трансплантирани од починато лице, од хуманоста на семејството кое што се решило во тие најтешки моменти за себе, да помогне на своите блиски, да кажам, на народот, на своји лично блиски, фамилиарни врски и односи. Меѓутоа, кога би се говорело многу повеќе, многу погласно на таа тема, мислам дека сите заедно би имале многу поголем успех. Може би треба повеќе позитивни приказни да споделите и вие со нас. Медицината оди многу напред, вие го следите светскиот тренд, но ние не сме ви сојузници. Дали може би законот за органодарителство ќе го даде оној ефект во кој што може би и вие го очекувате во делот на будење на свеста кај населението, секој сам ќе одлучува, така чинам дека тоа е главното што сака да се направи со овој закон, да се постигне, секој сам ќе одлучува во дадена ситуација, доколку го загуби животот, ќе има веќе така од него пополнето формулар во кој што тој се согласува, нема да биде прашано неговото семејство дали да се донираат органите. Најнапред би сакала да укажам на нешто, анализирајќи ги многу поразвиените системи за трансплантација од нас, најуспешните, да кажам, приказни, заклучивме дека ова што го кажавте вие, може полесно да се направи експертска медицинска екипа и таа да се доградува, проширува, надополнува, а најспоро и во најуспешните земји се будела јавната свест за органодарителство после мозочна смрт. Значи, тука зборуваме за мал број, пред да продолжам да одговорам за законот, зборуваме за мал број на потенцијални органодарители, значи само оние кои што починале од мозочна смрт во услови на интензивна нега. Значи, тоа се тешки трауми на главата и на централниот нервен систем, крварења масовни во мозокот или исхемии, односно инфаркт на мозокот. Значи, тоа се отприлика 2 до 5% од сите смртни случаи во интензивна нега, што значи дека таа бројка е многу мала. И затоа, заради фактички дискрепанцата на пациенти на кои што им е потребен орган и потенцијални донори е голема. Затоа е борбата за секој донор потенцијален, штом се докаже по сите законски и медицински процедури. Трансплантација е една од најстрого регулирани медицински процедури. Регулирана е со закон, со подзаконски акти, со строги медицински правила, потоа документирана детално во тек на обработка на донорот, после каква и да е одговорот, позитивен или негативен, сите тие документи се чуваат. После трансплантацијата се изготвуваат медицински извештаи. Значи, зборуваме за една процедура која што е пред се мултидисциплинарна, значи учествуваат многу тимови и процедура каде што не постои можност да има било каква импровизација во било која стапка од процедурата. Законот за трансплантација предвидува и кривична одговорност, така да тоа е навистина строго регулирано. По однос на јакнење на јавната свест, како што кажав, и најразвиените земји им требало една обширна, широка кампања каде што учествувале и медиумите, и граѓанските здруженија, и здруженијата на пациенти, и докторите,
и религиските водачи и религиските представници за да се дојде до подигнување на јавната свест која што сега имаат Шпанија, Хрватска, Словенија. Ке видите, тоа се католички земји, а веројатно најголема улога има папата Јован Павле II во 95-та со неговиот повик за орган донорство, негово учество во научни конференции, така да од 95-та година навака Шпанија, Хрватска секогаш се наоѓаат на врвот на земји по број на починати донори. И ако сега медиумите имаат она главна улога, зошто да кажеме да за органодарителство? Зошто да кажеме да? Значи, прво, од многуте починати луѓе на многу мал број семејства ќе им се приде да се побараат органи, заради тоа што селекцијата на орган донори е многу строга, како што кажав. Мора да биде во услови на интензивна нега, да се зачувани другите органи, внимателно се селектира кој орган е соодветен за трансплантација и кога на семејството ќе му придат болничките координатори да разговараат за орган донорство, зошто би рекле два? Па пред се, ако тргнем од себе, од хумани причини, од причини што после смртта може да остане дел од човекот да живее во друг човек и од тоа што после смртта не се важни телата што остануваат, туку делата. И на некој начин ќе продолжи да живее тој човек, ќе подари живот на други луѓе кои што чекаат и секој ден го чекаат тој повик. По однос на можните промени на законот, значи се уште во тек е дискусија за промена на законот во смисол да постојат и двата модела паралелно. Сегашниот модел е претпоставена согласност, според кој сите ние сме потенцијални донори, освен ако експлицитно на нотар не сме се изјасниле дека не сакаме да бидеме донори, меѓутоа мора да имаме согласност од семејството. Она за што сега размислуваме и се работи во работната група правници е покрај ова да постои можност секој да се изјасни сам за себе, ако сака, кај матичниот лекар и потоа да влезе тоа изјаснување во регистар на донори. Значи, во тој случај, еве на некој начин фамилиите ќе бидат поштедени во оној тежок психолошки момент кога губат сакан човек да сами ја донесат одлуката за него и ќе имаат експлицитната волја на личноста која би била донор. Ништо не е посупериорно од личната волја. Значи, во новиот закон ги размислуваме тие промени. И се надеваме дека токму тој ќе постигне целта. Токму така, затоа што од нашите искуства, семејствата каде што се разговарало на таа тема, иако ретко се разговара на таа тема, и ако починатиот веќе искажал експлицитна желба дека сака да биде орган донор, семејствата почитуваат желбата на починатиот. Сакам вака сакам да ја заокружиме вака убаво емисијата, убаво разговорот, така што истото прашање. Зашто би кажале да? Па видете, пред се сметам дека или од мои вични видувања во оној најтежок момент за вас, ако се обидете да најдете трошка добрини, хуманост и да го направите најголемиот чин на човеколюбие, а тоа е да подарите живот некому друг, нема ништо поубаво и нема поубав подарок на овој свет и на овој век од тоа. При тоа што е нешто што ние стално го потенцираме, како што кажа и професорката, доколку јасно, експлицитно некој претходно си име изјаснето да јас сакам да бидам орган донор. Сите мои дома блиски знаат дека јас сакам да бидам орган донор, и ако нешто уште утре ми се случи, какви да се нивните ставови и видувања, сепак во тој момент они одлучуваат да испочитуваат одлуката на оној што се заминува. И при тоа, јас навистина стварно многу често сакам да кажам, во тој момент вие носите една одлука. Меѓутоа со таа една одлука вие можете да спасите до 8 животи. При тоа кај нас во земја имаме трансплантација на бубрек, како што кажавме, од 77 до ден денеска се трансплантирани 530 бубреки, имаме 86 од нив кои што се од кадавер.
Имаме трансплантација на срце, имаме трансплантација на црн дроб, имаме трансплантација на коски и на лигаменти, сега се трансплантираат и корнеи, рожниците, значи ние стварно имаме систем на трансплантација. И при тоа едното може навистина да помогне на многу луѓе, да остави траг кој што понатака ќе продолжи да живее во некој друг, ќе даде надеж на една нова фамилија, на едно ново семејство, и при тоа ќе направиме една промена на заедницата и на општеството што е морална и етичка одговорност на секој еден од нас. Така. Благодариме за гостувањето. Благодариме за гостувањето, ќе правиме вакви гостувања додека не ја постигнеме целта. Ви благодариме вам. Ваши сојузници стануваме. Благодариме.